Здраво, јас сум Емила од IT МК и денес правиме unboxing на новиот Samsung Galaxy S10 Plus. Моделот кој што го имаме со нас денес е оној со 128 GB меморија и 8 GB RAM. Очигледно нема да можеме вака, па ќе ни треба помош од пријател. Тада! Телефонот. Ма ќе го ставиме него на страна за момент, за да видиме што има во кутијата. Тука е, нели, полначот со стандардниот USB приклучок. Потоа адаптерот за трансфер на податоци со стандарден USB приклучок и тип C приклучок. Ова тука е кабелот. Кабелот од едната страна е со стандардниот USB приклучок, од другата страна имаме тип C приклучокот. Тука си слушалките. Вака изгледаат слушалките. И како што може да видите се со стандардниот аудио джек 3,5 мм приклучок. Сега да се вратиме на телефонот. И конечно моментот што едва го чекав. Големината на телефонот е прилично слична на S9 серијата. Иако е голем, е лесен и баш добро лежи во раката. Исто го задржува и оној добро предпознатлив заоблен екран кој што го видовме кај претходните серии. Овој телефон доаѓа со стандарден приклучок за слушалки, USB тип C приклучокот. Едниот стереозвучник е тука, овој телефон има два стереозвучници, вториот се наоѓа тука горе. Тука го имаме копчето за отклучување и заклучување. Потоа горе имаме слот за SIM картичка и за micro SD картичка. Така да, доколку просторот од 128 GB не ви е доволен, може да си купите micro SD картичка и да ја дополните меморијата. Од оваа страна ги имаме копчињата за звук и тука е и копчето за Bixby, кое што во овој телефон може да го смените. Оно што мислам дека е навистина импресивно за овој телефон е тоа што има дури 5 камери. Значи 2 од предната страна и 3 од задната. Wide, ultra wide и телефото и едва чекам да ги тестираме после. Океј, го уклучуваме сега. Сега тука телефонот ви кажува кои делови од прстот вали ги скенирате и дан. И влеговме. Првото нешто што ме интересираше да видиме дали камерите премногу се гледаат. Меѓутоа, мислам дека со позадините Samsung вешто ги прикри. Така да мене не ми сметаат премногу и не ми упаѓаат премногу во очи. Така да мислам дека дизајнот е сосема во ред. И сега конечно да ја провериме камерата, пошто тоа е едно од работите кои што стварно сакав да ги видам на овој телефон. Во зависност од каква сцена сакате да уловите, може да употребите која било од овие три камери и можам да кажам слободно дека со ultra wide камерата опцијата
панорама воопшто и не ви треба. Потоа има опции за live focus, значи има 4 modes од кои што може да изберете. После тоа ке видео има опција за супер slow motion и slow motion. Ние ги пробаме овие опции, ама ќе ги видите конкретно на видеото. А сега да се вратиме да видиме што друго нуди уредот. Исто така овој уред нуди опција за wireless полнење. Така да јас имам еден S8 уред со мене и да видиме како тоа изгледа. Wireless power share во менуто горе. Океј. Имаше звук така да се полни. Да. Го полни. И да го пробам исто така отклучувањето со отпечатокот, кој што би требало да функционира и кога рацете ви се мокри. Ево дека се мокри прсите. Да, успешно. Така да потврдивме дека и тоа функционира. Меѓутоа не мора сега да претерувате со водата, ама во случај да се најдете кај што треба да го отклучи телефонот на брзина, функционира. Та видиме со колку меморија доаѓа телефонот моментално, бидејќи нели рековме дека располага со 128 гигабајти. Значи моментално има System User Data 20 гигабајти, Unnecessary Data 13 мегабајти, така да моментално има Available Space 108 гигабајти, што сметам дека е сосема доволно. Excellent. Телефонот доаѓа со опција за Night Mode, така да доколку ве заморува белата светлина, може да го смените на Night Mode. Доколку некогаш мислите дека сте претерале со користење на телефонот, а исто така не знаете како да престанете да го правите тоа, исто на сите верувам дека не се има случајно. Телефонот нуди опција Wind Down и го прави екранот црно-бел, што автоматски ви е помалку привлечен за гледање, скролање и слично, бидејќи нема толку бои, нема толку колоритност и не ве привлекува толку да го користите. Тоа што овој телефон има две камери напред, ви дозволува да си играте малце со позадината. Така да ние денеска решивме да го ставиме Darth Vader и мислам дека одлично му стои. Веќе неколку пати напоминав дека едва чекам да ги пробам камерите, така да не должам многу, ќе идеме да ги пробаме, да експериментираме, да видиме што може да направиме со нив. Останете со нас и погледнете ги резултатите конкретно на видеото.